Србија се попривлечна туристичка дестинација. Историјата, природните убавини, термалните центри, манастирите, бројните атракции и вкусната храна се основните причини за се поголем број туристи. Белград се смета за балкански Њујорк, град кој никогаш не спие, место каде ќе ја почувствувате урбаната атмосфера, но лесно ќе се вклопите со локалното население, кое зрачи со својата гостопримливост и срдечност. Тврдината Калемегдан, каде се преплетува вековната историја и се сретнуваат реките Дунав и Сава, била важна воена тврдина во средновековието, денес еден од најживописните паркови во регионот. За белграѓани и посетителите ова е задолжително место за прошетка со величествен поглед кон градот. 1867 година, кога турците ја напуштиле тврдината, таа е пренаменита во прекрасен парк Калемегдан, што на турски значи поле за битка. Денеска е прекрасен парк кој освен тврдината, која е комбинација од тврдина од римско време, од византиско, српско, бугарско, унгарско, турско и австриско, можеме да видиме прекрасен парк со диносауруси, има воен музеј, тука се наоѓа уметнички павилјон, како и Белградската зоолошка градина. Има и спортски терени, тениски игралишта, кошаркарски, место за фудбал, значи многу манифестации се одржуваат тука. Најновата атракција кај нашите северни соседи е Белград на вода. Комплекс на ултрамодерни згради распослани на широкото шеталиште покрај Сава, кој го надополнуваат луксузниот градски пејзаж. Тука е Белградската кула, висока 169 метри, местото каде туристите ги прават највпечатливите фотографии со прекрасното заиди сонце и погледот кој запира здивот. Црквата Свети Сава е најимпозантниот храм кој го носи името на основачот на српската православна вера. Воодушевува со својот изглед и духовна енергија. Тука се наоѓа и Националната библиотека, обкружена со факултети, локалитет кој заслужува особено внимание. Самиот храм е граден така со план да можат околу 10.000 луѓе во еден момент да бидат во самиот храм. Позлатениот крст е висок 10 метри. Фантастичната купола има диаметар од скоро 30 метри и тежи околу 4000 тони, па морала да биде подигната во внатрешноста на самиот храм. Градбата на храмот започнала во 1985 година на рушевините на еден никогаш недовршен храм. Во 1935 година нашиот храм е завршен. Кога од Белград патувате кон југ, задолжителна локација за посета е манастирот Манасија или Ресава, кој е еден од најзначајните споменици на српската средновековна култура, градба која припаѓа на Моравската школа, а се наоѓа 30 километри од автопатот Белград-Ниш. Целиот комплекс е обкружен со тврдина, високи камени ѕидови со 11 кули кои во минатото служеле за одбрана. Таму ќе ве пресретне некој од монасите, а ќе ве воодушеви нивната гостопримливост, смиреност и духовност. Ресавската препишувачка школа се градела паралелно со целиот комплекс и со самата црква. Тоа е доказ колку духовноста била значајна за деспотот Стефан Лазаревиќ. Зградата на Ресавската школа за целиот српски народ има големо значење. Не смее да се одмине една од најголемите, најубавите и најбогатите природни атракции. Тоа е Ресавската пештера, откриена во 1962 година од страна на планинари и спеолози. Сите делови од пештерата се богати со украси од кристален калцит. Застапени се сите видови пештерски украси, од масивни столбови од сталагмити и сталактити до мали кади со бисери на дното на пештерата. Истражувањето и уредувањето траело 10 години и пештерата официјално е отворена 22 април 1972 година. Има две нивоа со по 4 сари. Температурата е плюс 7 степени, а влажноста на воздухот е помеѓу 80 и 100%. Самиот влез во пештерата е на 485 метри надморска висина, а најниската точка која е направена за посетители е на 405 метри надморска висина. Секоја сала е посебна на свој начин. Кога патувате кон Ниш, не се пропушта посетата на најстарата бања во Србија. Соко бања, спојна дарежлива природа, планински воздух, реки, бањи и езера. Омиленото место на нобеловецот Иво Андрик, каде денес има негова спомен соба. Познатиот писател редовно доаѓал во својот апартман, каде во мир пишувал уживајќи во природата, далеку од сите.
Секогаш престојувал во овај апартман број 144 оти најповеќе го потсетувал на неговиот роден Вишеград, кога гледал низ прозорецот каде од една страна имал планина, а од друга страна река. Со години овај апартман беше достапен за туристите, но од 2011 година Хотел Моравица и музеј на град Белград донесоа одлука овој апартман да се претвори во спомен соба. Не треба да се одмине и Ниш, еден од најстарите градови на Балканот и Европа, кој од античките времиња се смета за порта помеѓу истокот и западот. Тука е череп кулата, едно од најпосетуваните места. Кула изградена од черепи на срби кои биле обезглавени од страна на турците во 19 век. Нишката тврдина е символ на градот, каде секоја педа има богата историја. Она што ја прави вредна и што ја краси е тоа што од секогаш била средена и уредена и таа е сега наш најголем градски парк, каде можеме да уживаме во ладовината и во топлите летни денови. Внатре имаме различни уметнички павилјони, како и многу кафетерии и ресторани, така да Нишката тврдина е една права оаза за уживање за туристите, а посебно за луѓето кои ја сакаат историјата, оти таа е преполна со историја. Туризмот во Србија е официјално признат како примарна област за економски раст. Во 2019 година туризмот остварил приход од речиси 1 милиарда 698 милиони долари или 3 милиони и 700 илјади туристи, од кои половина биле странци. По пандемијата се бележи закрепнување, се поголем број туристи ја посетуваат Србија.